Ова е лудило кое што продолжува. Ниту опозицијата, ниту власта не треба да биде зачудена од ова што се случува. Домашната јавност, меѓународната јавност уште повеќе одамна го карактеризира Груевски како еден тоталитарист. Треба со ладни глави да се одговори на се тоа, но јасно е дека режимот ги покажува вистинските своји намери. Мене лично ми беше јасен мотивот на апсењето на Верушевски, не знам дали беше појасен на пошироката јавност. Очигледно сега е јасно зошто целата акција го носи насловот пуч. Пак велам, ако на некој не беше јасно во Република Македонија со каква власт имаме работа, веќе дефинитивно треба тоа да му стане јасно. Како ќе функционира раководството на ЛДП од утре, тоа ќе треба нив да ги прашате. Јас кажав неколку пати, останувам и тоа како активен на партиската политичка сцена и докрај ќе се борам да овој режим замине. Сигурно ќе се отвори повеќе време и тоа го посакувам и треба да им го овозможам на граѓаните на општинен центар. Меѓутоа, тоа не значи дека нема внимателно да следам што се случува на политичката сцена пошироко. Па јас сум дел од таа опозиција, ЛДП е дел од таа опозиција, јас ги примам критиките на таквото размислување и затоа и кажав неколку пати дека опозицијата мора да пронајде вистинска формула како да го анимира тоа незадоволство. Добра вест е што имаме веќе јасно изразено незадоволство од владењето на ВМРО-ДПМНЕ, тоа повеќе не се крие. Имаме низа на сегменти на граѓани кои што се незадоволни, кои што бойкотираат против владата. За жал, лоша вест е што тоа не оди на контото на опозицијата, ни сите нас во опозицијата останува да пронајдеме вистинската формула како тоа повеќе да не се случи понатаму, туку како да ги собереме силите заедно и конечно да одвоиме победа.